Од 1 јули нов тарифен модел во Македонија. Тие што ќе трошат повеќе ќе плаќаат повисока цена за електрична енергија. Се размислува за воведување на 3 или 4 тарифни блокови по примерот на соседните земји, а лимитот на потрошувачка на блок и цените регулаторна ќе ги објави по финалните калкулации. Тарифните блокови нема да важат за ефтина струја, а она што е известно е дека цената на највисокиот блок ќе биде приближна или иста како пазарната цена на струјата. Блок тарифите ќе важат за сите граѓани во државата. Значи, и некој ако потрошил, да речеме, 3000 киловат часови, првиот, вториот и третиот блок ќе се ги добие по цени за прв, втори и трет блок. Нема да биде ако е потрошувачката 3000 киловат часа, 3000 села потрошувачка да се тарифира по последниот блок. 17 домаќинства трошат 30% од хидропроизводството. Немаме против да трошат, колку сакаат ќе трошат, но тие домаќинства со енормна потрошувачка ќе плаќаат цена блиску до пазарната. Просечната потрошувачка на едно домаќинство на месечно ниво е 410 киловат-часови, при што 53% се во скапа тарифа, а 47% се во ефтина. 21,5% од домаќинствата трошат од 0 до 100 киловат-часови. Бислимовски појасни дека се размислува за можноста за почесто менување на цените во рамки на блоковите, односно во еден блок да има пониска цена на струјата во зима, а повисока во лето, како би се заштитиле домаќинствата кои се греат на струја. Околу новата цена на струјата се уште се прибираат барањата, а она што го тврди Бислимовски во моментов е дека во финалните калкулации нема да влезе долгото 19 милиони евра на фирмите снабдувачи кон МЕПСО. Цената на струјата најмногу ќе зависи од понудата која ЕСМ ќе достави на тендерот од Евана Хом. Во овој момент има доставено електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија, НЕМО за вршење на дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и Евана Хом. Овие барања пристигна во четвртокот, ги анализираме и кога ќе имаме точни податоци од тоа која компанија што бара, веднаш ќе информираме јавноста. Инаку, последното поскапување на струјата беше од 1 јануари, кога порасна за 10%.